Вчера сме во студиото, како што најавив, со мене е претседателката на Државната комисија за спречување корупција Билјана Ивановска. Деновиве тие отворија неколку случаи, меѓутоа секако е многу интересно и да се види какви биле трошоците на политичките партии за време на изборната кампања и кои биле нивните донатори. Добро вечер, благодарам што дојдовте. Добро вечер, благодарам за покана. Вчерашната пресконференција на некој начин повод затоа што отворивте неколку случаи кои што не ги имавте отворено пред изборите или нормално за време на изборната кампања. Еден од најактуелните е оној што и денеска го има заради директорот на Агенцијата за филм Горијан Тозија. Денеска, например, филмски работници кои не добиле на конкурсот отворен во јануари, обелоденет неодамна, има забелешки на изборот. Меѓутоа, вие претходно отворивте неколку представки во врска со неговата работа. Една од тие, например, како беа давани парите во однос на продукции кои што иако не покажале банкарска гаранција, добиле средства од филмскиот фонд и тој велеше дека е тоа заради виша сила, односно заради ковид ситуацијата. Меѓутоа тоа само е една од представките. Што беше директен повод за сето ова и како всушност го истраживте овој конкретен дел за банкарските гаранции? Директен повод нема. Директен повод беа пријавите што беа поднесени од познати и анонимни пријавители. Се работеше во периодов, не знам, од неколку месеци, пролетва дојдоа тие пријави. Извршивме комуникација и со директорот во просториите на нашата институција, собравме документација од кај нив, а исто така направивме и увид на лице место во самата Агенција за филм, така што добивме една целосна слика за што се работи. Значи, ние се фокусиравме на две крупни прашања. Едното прашање беше во однос на судирот на интереси, а се однесува на лицата кои што директорот е надлежен да ги именува како рецензенти, значи оние кои што го читаат, нели, текстот, сценариото, а од друга страна членовите на филмскиот совет утврдивме дека исти лица, две лица, се наоѓаат и во улога на рецензенти и во улога на членови на филмскиот совет, кога всушност треба да дадат мислење за своето мислење. Некако така дојде тоа. Ние му дадовме и насоки на директорот да постапи, да го отстрани судирот на интереси. Тој во меѓувреме постапи така, меѓутоа откако рецензентите првично ја завршија својата работа, нели, ги бодирале филмовите и така натаму, меѓутоа сепак се направи еден чекор, имаше да кажеме ефект што членовите на филмскиот совет беа променети, односно тие двајца веќе не беа членови на филмскиот совет. Во тој дел е тоа. Вториот дел се однесува на доделување на средства на филмски продукции кои што во време на вонредната состојба, без да има било каков основ за тоа, директорот даваше објаснување дека имало уредби од владата со законска сила. Ние не успеавме да најдеме такви уредби. Напротив, имаше една уредба во текот на месец мај која се однесуваше на филмските работници да земат по 14.500, како што имаше мерки од владата и за повеќе други области. Освен тоа, друго не најдовме. Меѓутоа, факт е дека беа исплатени средства според она што го кажа агенцијата според пријавата на 20 за 27 филмски проекти, според информациите од агенцијата за 29, според информацијата од Министерството за култура за 31. Значи сега кај се врти бројкава и тоа е прашање. Она што беше тука значено е тоа што овие средства се исплаќаа без да бидат покриени со банкарски гаранции. Значи, во договорите што се склучуваат помеѓу агенцијата и филмските продукции има еден член 5 кој вели дека динамиката на исплата за филмот треба да соодветствува со банкарските гаранции со членот 6 од договорот, а исплатата од страна на агенцијата може да се врши процентуално согласно повеќе фази врз основа на доставена банкарска гаранција која соодветствува на динамиката на реализацијата на филмот. Ние утврдивме со увид на лице место во агенцијата, утврдивме дека банкарските гаранции не покриваат по период или по вредност.
И утврдивме дека имаше исплатено филмови за кои што немаше извештај за извршена контрола до каде е филмот, а тие беа во целост исплатени. Може би била се уште на монтажа или не ги видела публиката. Не знаеме до кај се, значи без извештај за извршена контрола во која фаза се наоѓа филмот беше исплатен во целост. Дали ова злоупотреба на службена должност, дали така го водите предметот? Апсолутно, да. Ние овие елементи беа доволни за да побараме одговорност за директорот и затоа поднесовме до владата иницијатива за поднесување одговорност, меѓутоа предметот се уште се работи и се собираат елементи понатаму евентуално за поднесување иницијатива за кривично гонење до јавното обвинителство. Тој останува на ставот дека ковид ситуацијата била таа која што го натерала да го направи ова. Еве денеска повторно го прашавме ние, затоа што тој претходно имаше изјави во тој контекст, повторно го прашавме за истрагите што ги води антикорупцијската комисија. Морам да кажам дека и Transparency International поднесе кривична пријава која е дадена до обвинителството, се уште не се знае судбината на таа пријава во врска со злоупотребата на службена должност, па да видиме еве што кажа денеска Тозија во врска со овие прашања. Ние направивме анкета преку Друштвото на филмски работници, не само тие, сите слободни филмски работници, на кој начин агенцијата може да им помогне. После анкетата евидентно беше дека тие со нивните, ќе повторам, завршени филмови, а не исплатени до крај, првенствено им беше тоа да се исплатат до крај. При тоа, кога ги исплаќаме филмовите до крај, ние не дававме пари на продуцентите. Туку дадовме на најзагрозената или да кажем сиромашната сфера на филмот, тие што се техничари, да кажам условно, и тоа беше условот да им се плати на техничарите. Зашто? Бидејќи ти имаат најмал хонорар, ја завршиле работата, сите си има завршено и сега чекаат. Замислете ние да чекавме, еве сега кој сме, 6 месец како имаме тоа корона, не знам кој месец, и што ќе прават? Тие од што ќе живеат тие луѓе? При тоа, јас како директор, го советував адвокат, советував правник и мене ми рекоа, ја не сум правник инако, и глупо е, мислам, директор на агенција да биде правник, иако тоа ќе се случи можда, дека и во членот, во договорот, има таму одредба која е за Висмајер. Ова е одговорот на Тозија и денеска останува на ставот дека требало да бидат исплатени дел од филмските работници. За колку пари всушност се работи во однос на исплатата, затоа што и самите велите во еден извештај се вели 30 ден, еден проект во друг 27 или помалку или повеќе, и дали имаат утврдено на колку лица се исплаќани вакви средства или продукции, дали се лица или трговски друштва? Продукции се, ние направивме собствено истражување и од отворени финансии може било кој да отвори и да види, над 60 милиони се исплатени, што значи тоа не се средства баш за преживување, него баш и се средства кои што биле планирани за завршување на филмовите. Она што го потенцира неколку пати директорот на агенцијата, дека има член во договорот кој што кажува дека кога ќе се случи некаква виша сила, може да не се активира банкарската гаранција, не значи дека банкарската гаранција не треба да биде поднесена. Напротив, таа треба да биде поднесена, па ако се случи нешто да не се активира. Значи тоа е сосема, би рекла, конфузно толкување колку да се збуни јавноста, инаку тој член кажува дека, еве ќе го прочитам да биде јасно, агенцијата нема да ја активира банкарската гаранција, како и нема да го раскине договорот, доколку продуцентот не одговори на обврските од овој договор поради причина на виша сила, но тоа не го ослободува и не може да биде основ тој да не поднесе претходно банкарска гаранција, мислам се. Да не се правиме дека не разбирам. Вие имавте поврзано со овој предмет, дали е утврдена штетата која може би е нанесена или на кој начин слушност е пресметена штетата? Значи ние не се бавевме сега во овој случај, не се бавевме со пресметка на штетата. Тоа би требало во јавното обвинителство да се утврдува пресметка на штетата и колку тој го оштетил буџетот. Оти ние, па за волја на вистината, во агенцијата утврдивме и други исплати
кои што ги правил директорот, а кои што не секогаш се подкрепени. Какви се тие исплати? Хонорари? Па и такви има некои, сега не би ги коментирала заради тоа што не се доволно истражени. Кога ќе бидеме сигурни и доволно ќе ги истражиме и ќе ги искоментираме во јавност. Дали се лицата каде што се вршени исплатите или се лица можеби од агенцијата или од блиски луѓе на тозија? Ќе видиме кои се. Значи ги имаме имињата, ама не сме утврдиле во кое својство биле тие луѓе. Ќе видиме, ќе истражиме, ќе да бидеме сигурни и за тој наод, па ќе излеземе понатаму и тоа ќе го кажеме, не е ништо спор. Значи, аргументите се тука. Само треба да се погледаат. Има поврзано со овој предмет е, например, дека постојат нели ситуации на судир на интереси, кажавте и вие, каде што исти луѓе се појавуваат и во тие што читаат и оние што поднесуваат. Директорот има надлежност да именува членови. Така Сушност во филмскиот совет. И исто така има надлежност да ги именува и рецензентите. Тоа е одговорноста конкретна кога станува збор за овие две лица всушност кои ги најдовте на двете места? Така е. Исто така ќе покренете и прекршечен платен налог за тозија, што значи тоа и зошто? Па знаете што според нашиот закон ние даваме доволно време, 15 дена, да ни се достават документите. Значи сега не можам точно да се сетам на кои дати, меѓутоа доставивме барање, не ги добивме документите во определениот рок, потоа доставивме ургенција, повторно ги немаше документите, па дури по некое време ги добивме во последен момент, да кажам, пред да излеземе во јавност со наодот, ги добивме документите што ни беа потребни од агенцијата, бидејќи нашиот закон си предвидува прекршачна постапка доколку се доцни со доставата на документите, ја искористивме и таа алатка. Колкава е висината на тие прекршачни? Добро, тие се мандатни казни, ако ги плати? Да, прекршок од 200 до 400 евра. Тоа ќе биде лично за директорот, а не како агенцијата, туку како управител? Па добро, сега тоа е упатено до агенцијата, нели, а одговорно лице е директорот, се разбира дека. Дали имате можеби и други представки против тозија од лица кои што не добиле на конкурсот, затоа што денеска еве ќе го видиме и прилогот, имаше продуценти кои што се жалели, режисери кои се жалеа на конкурсот објавен во февруари, а чии резултати се сега, дали во меѓувреме стигна можеби и други предмети за него? Од тие предмети нема, меѓутоа имаме други пријави кои што се од малку поинаква природа. Што значи тоа од поинаква природа? Па и тоа треба да го потврдиме, па после ќе излеземе, не би кажувала сега за што се однесува, меѓутоа исто исплата на една продуцентска куќа. Мислите дека тој може или сте на индиции, ќе кажам дека можеби ја злоупотребил својата положба или влијание дали за исплата? тој или продуцентот нешто злоупотребил, мислам се уште истрагата е во тек, така што кога ќе го завршиме предметот, ќе искочиме и со тој предмет на виделина. Еве да видиме што всушност денеска кажаа дел од режисерите и продуцентите кои што се жалат на тоа дека не добиле на последниот конкурс од агенцијата за филм. Објавување на имињата на рецензентите, јавно читање на сценаријата и видливост на копродуцентите на проектите. Бара продуцентот и актер Висар Вишка, чиј филм Горчливо езеро во режија на Антонио Митрикевски не помина на конкурсот на агенцијата за филм. ДКСК, еве под допрен глас, ако треба ја ќе поднесам и писмено, нека ги види сите кои што биле членови на комисија и да види во сите проекти што ги поминале, тие имаат удел директно добиваат пари од нив. ВД директорот на агенцијата вели дека рецензентите не се објавуваат за да нема притисоци врз нив и дека филмот на Вишка законски не ги исполнил условите, зашто тој како продуцент ниту имал зад себе еден игран филм, ниту два успешни кратки филмови. Тозија го одби барањето за поништување на конкурсот и преразгледување на резултатите, што од него го побара државниот секретар во Министерството за култура Валмир Азири со образложение дека поминале само 2 од 17 понудени проекти на 7 режисери албанци. Играни филмови беа 2. Доби еден, значи тоа е 50%. Тој вториот не доби, дека има катастрофално малку бодови.
За реакциите дека на конкурсот со над 370.000 евра бил подржан дебитантскиот филм Кома на преведувачот во иранската амбасада Агим Абдула, Тозија со одговор дека филмот поминал по 4 претходни одбивања, зашто сценариото конечно било поправено и ги задоволило критериумите. Според објавените резултати од конкурсот, кој Агенцијата за филм го распиша на средината на јануари, поддржани се новите долгометражни филмови на Милчо Манчевски и Теона Стругар-Митевска со по 500.000 евра, дебитантските остварувања на Горан Столевски, Димитар Оровчанец и Андреј Илиевски Волкашин со суми од 350 до 310.000 евра. Игор Иванов за долгометражен документарен филм доби 40.000 евра, Ѓорче Ставревски за краток филм 16.000, а Жарко Иванов за анимиран филм 21.000 евра. Директорот на Агенцијата за филм потенцира дека конкурсот бил реализиран со скратени 750.000 евра од Министерството за култура поради кризата со COVID-19 и дека биле изложени на притисоци од поединци и институции при распределбата на средствата. Горјан Тозија не го прифаќа барањето на Државната комисија за спречување корупција за поднесување оставка, зашто како што рече, ургентното делење на средствата за 30 на завршени проекти во март било со цел да им се помогне на најзагрозените слободни филмски работници и дека парите не биле делени меѓу продуцентите. Ова беа образложенијата на Тозија, меѓутоа и забелешките на филмските работници. Упативте до владата барање за негово разрешување. Дали имате одговор од владата за разрешување на Тозија? Не толку брзо. Иницијативата денес ја подпишавме да оди, инаку владата има рок од 60 дена да се изјасни по нашата иницијатива. Колку од алатката отворени финансии ви помага во ваквите истраги или во конкретните исплати на средства? Дали таму ги наоѓавте имињата всушност и го нарадите? Значи, ние добивме табела од Агенцијата за филм за сите продуцентски куќи на кои е извршена исплатата и тоа многу лесно го споредивме со податоците од отворени финансии. Мислам дека транспарентноста на процесите кај нас треба да овозможи токму чисти ситуации и да им овозможи на луѓето баш она да го добијат според вредноста. Алатката за отворени финансии многу добро кажува на кого и колку пари, дали е тоа за преживување или тоа се баш позамашни суми во случај. Директорот кажа дека биле исплатени средства за преживување. Да. Од секој може да ја отвори алатката на отворени финансии да види дали се тоа за преживување средства или се суми кои што баш се позамашни. Меѓутоа да разјасниме, владата даде 14.500 средства и за филмските, театарските и другите работници. Како за сите други области? Не се работи за тие средства? Не. Значи, вака се, ова се средства кои што агенцијата си ги планира за исплата за производство на филмови. Значи, тие ги одбрала минатата, предминатата, на еден филм кажуваат дека му треба некој процес од 3 до 5 години да биде готов. Сега според тоа они како кажуваат, ја не сум експерт за филм, меѓутоа ниту еден филм не може да се заврши во годината кога е избран дека ќе биде финансиран од државата. Значи му треба подолг период. Значи станува збор за филмови кои што биле избрани во претходните периоди. Ова е сега само до исплаќање на тоа што било претходно избрано. Меѓутоа дали тие заслужиле сега затоа што си има правила, треба филмот да дојде во одредена фаза, треба да има извештај од контрола. Дали е навистина во таа фаза, за да се исплатат понатаму средствата. Ние утврдивме дека филм кој што нема извештај од контрола и не знаеме, значи има само извештај од една прва фаза, а исплатен е 100%. Ме разбирате? Значи, што рековте и пред малку, може би тој се уште не знам, во процедура на монтирање или некоја друга фаза. Тоа е целата работа. Значи, ова нема врска со мерката на владата за преживување на филмските работници. Да, за да биде ова јасно. си се парите кои што тие агенцијата си ги планирала да ги исплати за производство на филмови кои што биле селектирани во претходните периоди. Да, меѓутоа има правила дека во транши се исплаќаат тие пари, со соодветна контрола и записници кои се даваат од продукцијските. Така, и за сите тие транши треба да има покритие, банкарска гаранција. Значи, банкарската гаранција треба да го покрива периодот и да го покрива износот. Ние не најдовме такви, односно најдовме каде што имаше поклопување. Добро, продолжува. Ќе ја следиме вашата работа затоа што најавивте и други
можеби иницијативи за гледање на работата на Агенцијата за филм во однос на исплати и слично. Упатевте уште еден интересен предмет за разрешување за сестрата на Катица Јанова, Делиџакова. Кога медиумите објавија дека таа е избрана во комисијата за хартии од вредност, владата кажа дека е избрана затоа што ги исполнува условите и го имала потребното искуство и остана на тоа. Вие почнавте го преиспитувате овој предмет, што всушност утврдивте при изборот на Делиџакова на ова позиција. Дали е тоа непотизам, дали е тоа немање на соодветна селективност при изборот или потребните услови за избор, или пак има некои други можеби влијанија за да биде таа избрана? Значи, ние го разгледавме целиот процес на избор на членовите на комисијата и што утврдивме. Не добивме потврда од владата дека комисијата за избори, како се вика, комисијата за именување, која има надлежност да го разгледува прашањата од областа на кадровска политика, од надлежност на владата и поднесува предлози за именување. Значи, ние не добивме записник или било каков акт, документ кој што ни укажа на работата на оваа комисија. Утврдивме дека не е направена ни административна контрола на документите, затоа што, например, владата на 17 април донела одлука и го утврдила предлогот Лиле Делиџакова да ја предложи до собранието како член на комисијата за хартии од вредност, а таа на 24-ти, значи после како му доаѓа 7 дена, последна недела, ги доставила другите документи кои што недостасувале во сетот. Иако стоело дека апликациите со непотполни документи нема да бидат одбиени, нема да бидат разгледувани воопшто. За да бидеме потполно сигурни, побаравме од Државниот управен инспекторат да изврши увид на лице место и тој изврши увид и во записникот стои дека се е уредно напишано, освен во колоната прилог, кај што не пишува колку документи всушност се поднесени, за да може тука да се дополнува. Значи, тука е целиот застој. Сега, колку таа одговара со своето искуство, бидејќи била работник во царина за издавање фактури во трговска фирма. Значи, тоа е незиното претходно искуство. Тоа го пишувавме ние како медиум, меѓутоа од владата одговорија дека е соодветна. Не знам, таму се бараше економски експерт. Така. Експерт по финансии, економски експерт. Значи, сметам дека секоја институција, особено владата, која е најповикана да даде и пример за другите институции како треба се работи, да ги следи сите процедури, сите делови од постапката, да овозможи транспарентност на постапката, транспарентност на документите, да се увери јавноста дека лицето кое што конкурира или кое што е кандидат за таква позиција, навистина ги исполнува условите. Имаше таму уште еден член на комисијата, Нора Алити. Да, таа е од ДУИ, пратеничка на ДУИ поранешно. Да, значи се бара 5 години работно искуство во областа на финансиите или деловното право. Таа од 2014 до 2017 е пратеник. Од 2017 до 2018 кога е изборот на кога го направила тоа работно искуство од 5 години. Меѓутоа ова беше подпишано од тогашниот премиер Зоран Заев. Значи, како избор. И сега се појавуваат неколку прашања. Иако вие кога ги почнавте овие постапки? Па не знам точно кога, меѓутоа не знам точно кога се. Јас лично овој предмет не сум го работела, меѓутоа имаше подолг период на обработка, затоа што еднаш се обративме до управниот инспекторат, па не ни ја разбрале поентата, па после уште еднаш се обративме, па до владата имавме преписки, нели? И знаете се, сите по 15 дена кога ќе се соберат, па фати корона кризата и така натаму. Ова ве прашувам зошто сега по изборите, зошто не пред изборите? Не прашувам зошто не во кампањата, за да нема влијание. Меѓутоа, сега кога не знаеме која влада ќе биде одговорна, затоа што не знаеме кој ќе состави влада, никако излегува дека ви е најбезболно да дадете вакви случаи, затоа што Тозија е функционер од СДСМ, од таа влада, Делиџакова, Нора Алити се сепак од таа влада. Зошто сега најбезболно ви беше сега да ги објавите? Значи ние не правиме прво такви калкулации воопшто. Од која влада било и како, што е пред нас, гледаме, расчистуваме, обелоденуваме. Не се оптеретуваме кој бил, од чива бил, како бил. Тоа нас апсолутно не интересира.
Тоа е првата работа. Втората работа, секогаш во актуелната влада постојат најголемите ризици за злоупотреба, затоа што таа е во таква позиција, нели, за да прави некакви манипулации или злоупотреби, условно речено. Затоа е најдобро да се коментира за актуелностите што се случуваат, иако имаме бројни предмети, пријави, наоди кои што сме ги детектирале и за изминатите периоди. Зошто токму сега рековме дека во време на изборниот процес нема да обелоденуваме наоди за да не го добиеме повторно епитетот како од минатата година дека сакаме да вршиме некакво влијание. Да, ма сте можеле предходно, пред по распишувањето на изборите. Добро, кога ги добивме документите, тоа не беше пред февруари. Изборите прв пат се распишаа пред февруари, нели? Мислам во текот на месец февруари. Значи ние тогаш се уште не ни беше завршен предметот, така што не ни можевме тогаш да излеземе. Кој ќе одговара сега, дури и било кој да направи влада, затоа што велите не се запазени рокови, барате одговорност од владата да се превземат санкции за лицата кои не запазиле рокови и зошто не е формирана комисија за административна проверка на добиените пријави и зошто владината комисија за именување не си ја завршила работата. Кој всушност, како лоцирате ве конкретно? Значи, најконкретно се знае кој треба да ја формира таа комисија, треба да ја формира владата. Зошто владата не ја формирала? Што требала таа комисија да направи? Кој требал да направи персоналните решенија во владата? Си ги знае владата, нека си ги повика луѓето на одговорност. Да, ние истовремено рековме дека ќе го известиме и собранието, бидејќи предлогот од владата доаѓа до собрание. И кажавме, да, ќе го известиме и собранието за целата оваа постапка. Имам дилема, како што секогаш, на пример, во овој делот за Тозија и самото Транспаренси кажа, се сомневаат дали на обвинителство ќе помине, оти многу пријави се одбиваат кога станува збор за функционери, дали пак и владата, било која да ќе може да постапува по вашето барање. Таа нема обврска да постапи. Би било добро да постапи, меѓутоа прашање како искот има обврска да постапи и да не извести за своето постапување, прво. Второ, ако не расчистиме условно речено сами со себе, не можеме да расчистиме ни околу себе. Зборам за сите. Мислам, зборам за општо граѓанството во Македонија. Значи, таа јавно обвинителство, таа судство, таа сите. Се да не чини во држава. Ако обвинителството и судството ги завршат работите онака како што треба, може ќе видиме бела точка на тунелот. Да, меѓутоа еве сега завршија изборите, ќе се прават коалициони влади и прашањето што секогаш се поставува и за кое што во анкетите самите граѓани повикуваат да се расчисти со криминалот и корупцијата, особено со високата корупција. Со криминалот и корупцијата која што и вие нотиравте дека е на толку високо ниво и на некој начин законски овозможена. Меѓутоа, она што не видоа се конкретни резултати против функционерите. Па сега да речеме, спротивниците на ДУИ велат нема представки и предмети против функционери на ДУИ, нема предмети и представки против функционери можеби на СДСМ, а не се расчисти ни со минатото со функционери на ВМРО ДПМН, да кажеме. Значи, за конкретно расчистување, мислам дека правосудните органи треба да си го дадат својот одговор. За нашето постапување, јас можам да кажам дека кај нас предмет на наши пријави биле и предмети и работење биле и членови на ДУИ, односно представници функционери на ДУИ. Да не го заборавиме заменикот директор во финансиска полиција како е избран како веде директор. Значи, за тоа сме известиле владата и сме побарале по натамошно постапување. Сеја вака што ми текнува пример. Или пак злоупотребите во поштата во Гостивар, и тоа сега не е исто некој предмет на обработка. Така што ние не правиме партиски поделби, дали ќе ги офатиме овие или оние функционери, едноставно што работиме, што ние како пријава, тоа и ќе го работиме. За да бидеме поуспешни, да имаме подобар фокус во работењето, затоа што до сега навистина постапувавме неселективно и ги работевме сите пријави, па дури и оние кои што беа без елементи, а не го одзимаа времето. Од тие причини подготвивме еден вид критериуми кои што ќе ни ги рангираат предметите според значењето. Тоа ќе ни помогне да се фокусираме на позначајните предмети, односно на оние кои што допираат до високите функционери и кои што се однесуваат нивното дејство е врз пошироката популација, да кажеме. Направивме одредени критериуми и тоа ќе го вградиме инаку во софтверот што го направивме за нашите предмети. Значи, подготвен е таков софтвер кој што ќе ни дава податоци
во секое време за сите предмети и тоа ќе биде и достапно и на јавноста, се уште е во фаза на тестирање, меѓутоа ќе биде достапно на јавноста, целата статистика околу предметите, кои се и како се, ќе биде презентирано. Мислам, сепак вие велите дека одредени закони има такви пропусти кои овозможуваат корупцијата на високо ниво. Веројатно и самиот законодавец и оние што ги гласале биле свесни за тоа, меѓутоа поминале тоа, рековте дека се околу 8 закони. Кои се законите кои што најмногу наштетуваат на некој начин или овозможуваат да се создаде висока корупција? Па јас на вчерашниот прес спомнав дека сме работеле 8 закони, сме правиле антикорупцијска проверка на легислативата. И тоа е обелоденето во нашиот годишен извештај за 2019 година, значи тоа е дел од работата во 2019 година. Она што е одбележа нашата работа изминатата година беа вработувањата и злоупотребата на дискреционото право. Значи работевме заедно со преку проектот холандската амбасада. Transparency International работеше на еден проект кој што опфати 17 материјални закони и точно во делот на вработувањата, значи тие членови. Се утврдија сите слабости во тие делови и на кој начин се врши злоупотребата на дискреционото право. Затоа што знаете што се случи со нашето истражување и со нашето работење по предметите за вработување. Значи ние утврдуваме дека се е по закон, ја гледаме суптилната страна и суптилното влијание и она што се правело по закон. Меѓутоа тоа е по закон и тоа на суд ќе падне, затоа што судијата ќе рече па законот му дозволува на тој и тој раководител да го искористи своето дискреционо право и да го вработи филјан човек. Тоа е едната страна на проблемот. Другата страна на проблемот е кога се злоупотребува, да речеме како што имавме случаи во ЕБАНА каде што ако стои во систематизацијата потребно е работно искуство над 1 година, во огласот стои до 1 година, па се правеа нели наместени, така. Дали тоа се случува и во јавната администрација, затоа што споменавте предмет на свиркач кој што ви укажал на такво нешто и колку всушност имате охрабрено свиркачи тоа да го прават, дали оваквите дискрециони права ги користате во јавната администрација? Предметот на свиркачот беше малце поинаков. Значи тоа беше член на управен одбор избран во 2015 година, ми се чини, 1 година по изборот е вработен во истото јавно предпријатие. И сега тој, како член на управено... Значи, ова го збориме се, законот што дозволува? Законот дозволува дека членови на управен одбор може да бидат и од редот на вработените. Ама не вика дека од членови на управен одбор треба да бидат вработени. Значи, еве недореченост која што создава во ситуацијава, нели, неправилност, затоа што тој како член на управен одбор може да има право, нели, да одлучува за избор на директорот кој што потака одлучува за неговото вработување. При тоа вработувањето е преку Агенција за привремени вработувања на одговорно работно место. Тоа всушност со Агенцијата и на привремени вработувања, дали всушност откривте можеби поголеми аномалии во вработувањата, од и првин се вработуваат на одредено време за да можат потоа да бидат... Тоа е класична злоупотреба на тие агенции за привремено вработување заради тоа што таму се вработуваат по список од партиски заслуги. Значи, нема таму транспарентност, нема постапка, нема процес на вработување каков таков Агенцијата за вработување си го спроведува. Тука си оди само со значи се ангажира тој и тоа лице преку Агенција за привремени вработувања за тоа и тоа и ајде со здравје. Значи најлоша варијанта, ние сме укажале, сме дале препораки, чекаме час поскоро новите пратеници да дојдат и да ја покажат политичката волја за борба против корупцијата, односно на сите оние слабости кои што сме ги детектирале, сме ги утврдиле и сме укажале, да ги елиминираат од постојните законски решенија. Колку и законот за ДКСК всушност има недоречености или такви дупки, затоа што секако борбата против корупција би била подобра доколку и законот биде поостар. Има нејасноти кои што со тек на работа нели ги откриваме, има нејасноти во нашиот закон, се е тоа напишано и во нашиот годишен извештај. Здравје Боже да се конституира собранието, ќе си побараме од матичната комисија да ги разгледа нашите укажувања и доколку е можно, предпоставувам дека не би требало да има пречки, да се докристализираат тие работи. Она што го одбележи изборната ноќ беше што јавноста немаше резултати онлайн
за да ги види како стигнуваат резултатите, кој е во водство, колку се мандатите и слично. И сега се отвори еден процес на истрага во однос на тоа зошто хакери го нападна сајтот некаде што беа носени резултатите, туку серверот кој што требаше да ги објавува. Во ова студио представител на Државната комисија кажа, изборна комисија, дека тој работел по процедура во однос на изборот на провайдерот, меѓутоа дали Државната антикорупцијска комисија ќе се вклучи и дали почна предмет во однос на истрага како всушност е добиен провайдерот и дали има пропусти. Од аспект на хакерскиот напад, тука МВР ќе си, мислам веќе дека си ги презема своите надлежности, меѓутоа од аспект на тоа како е спроведена јавната набавка, ние кажавме дека гледаме постојат доволно елементи за да се работи тој предмет. Дали почнавте со работа на тој предмет? Конкретно не знам дали е се уште распореден кај некој член, меѓутоа се договоривме на колегиум дека ќе го работиме. Дали сте работеле на предмети точно конкретно за Државната изборна комисија монопол или монополизација од страна на одредени фирми? Ова ве прашувам затоа што знаеме дека една фирма изработува секогаш, да речеме, изборни материјали или една фирма претходно можеби работела како провайдер, што не значи дека треба по секоја цена да се изберат нови, меѓутоа дали и тој дел ќе го разгледувате? Веќе го разгледавме тоа минатата година, ако се сеќавате, ние имавме предмет за Државната изборна комисија за процесот на јавни набавки, за печатените материјали и дадовме препораки до ДИК, утврдивме слабости дека мислам дека нема добиено сертификат од Бирото за јавни набавки за економски најповолна понуда. Значи тоа или го имаш или го немаш, нели се убедувавме условно речено, меѓутоа факт е дека немаше таков документ, а тоа беше кривично дело. Така што ние до јавното обвинителство имаме поднесено иницијатива за тоа, а оттаму добивме информација дека предметот е во обвинителството за организиран криминал и корупција, па ќе видиме како ќе се проследи понатаму. До Државната изборна комисија дадовме препораки да спроведуваат рамковни договори, значи да навреме да ги објавуваат потребните спецификации за да можат повеќе економски оператори да се пријават, да имаат таа апаратура за печатање, тие машини што се потребни за печатање, бидејќи они во последен момент кажуваат кои ќе бидат поединостите и потоа само еден има таква опрема и само тој може да печати. Значи, побаравме да имаат малку потранспарентен процес, затоа што навистина има во Македонија економски оператори кои што можат квалитетно да одговорат на тоа. Она што беше интересно за овие избори, зашто ќе разговараме по рекламите, дека прв пат можеше антикорупцијска комисија да влезе во сметките на партиите, кои што пак од друга страна и законите им овозможи да бидат споени парите и од редовната сметка и она посебната за избори и да видиме всушност кои се донаторите, но за овие прашања веднаш по рекламите. Продолжуваме со топ тема, парите на партиите, тема која што постојано се повторува во однос на кога има изборен процес, но и генерално и околу нивните донатори, меѓутоа и самата изборна кампања. Господја Ивановска, вие во текот на кампањата дадовте неколку објаснувања во однос на злоупотреби, можеби на политичките субјекти, да ги наречам, во однос на кампањата, иако за прв пат можевте, например, директно да ги следите колку билборди се објавени, да се оди на терен, да се запишува како се одвиваат митинзите, кои што за среќа пак беа помали заради несреќниот вирус. Меѓутоа, еве, што ја одбележа оваа кампања? Што од антикорупцијски аспект беше најзастапено во негативен контекст и не требаше да се случи? Добро, сега ќе ги сумираме резултатите, па ќе видиме, ја би сакала да повторно да истакнам една, пак да кажеме, системска или законска слабост. Со измените на изборниот законник, знаете, дека на трансакцијските сметки кои што беа отворени по повод изборите, можеше да се префрлаат пари и од сметката за основно работење. Во превод, што значи тоа? Ако имаме во предвид дека донациите за изборна кампања може да бидат од физичко лице 30.000, а од правно лице 3.000 евра, 30.000 денари и 3.000 евра, на основната сметка се значително поголеми. Тоа значи од физичко лице 30 просечни плати, а од правно лице 60 просечни плати.
Па сега вие видите на кој начин се заобиколува правилото колку може да бидат донациите од директно на изборната сметка. Значи ова е едно бунарче, да речеме, едно вентилче од каде што се забележува приливи на изборната сметка. Колку често тоа се случуваше на партиите или има партии кои што повеќе го прават тоа, некои помалку? Значи анализите допрва следат, она што е важно е следното. Оваа година за прв пат успеавме на дневна основа да бидеме поврзани со измените, со секоја промена на банкарските сметки, значи се следа донациите како одеа. Од една страна да се видат точните износи, а од друга страна да се види кој е тој што е донатор, заради тоа што обезбедивме и база на податоци од Министерството за труд и социјална политика за ранливите категории и од Агенцијата за вработување за невработените, да не се случи филмот ист како пред некоја година кога социјални случаи или невработени беа донатори на политичка партија. Значи за да се избегне такво нешто? Не сме ги вкрстиле уште. Не сме ги вкрстиле уште податоците, меѓутоа сме се обезбедиле со податоци, за да го направиме тоа истражување и да кажеме во овие донатори има социјално ранливи категории или нема. Тоа од една страна. Од друга страна, исто така за прв пат обезбедивме со меѓународна поддршка од ИФЕС учество на 17 наблюдувачи кои што беа во функција на Државната комисија за спречување корупција од аспект на тоа да следат кампањата и да видат дали политичките партии злоупотребуваат канцелариски простор, едноставно државни ресурси, од една страна, потоа билборди, штабови, кај се, значи трошоците, рекламниот материјал што го потребуваат, кој рекламен материјал се појавува во кампањата. За сето тоа после да се впарува со износите кои што ќе се појават во извештаите за трошок. Извештаите и чекате и нивно впарување. Ете така. Значи не може сега партијата да ни каже ние немавме такви мајци кога на терен имаме фотографии, значи малце повеќе ја направивме контрола. Имаше малце недостатоци во однос на законот, во однос на тоа дека вие имате увид во сметките, а ДЗР, Државниот завод за ревизија, немаше, па вие верувам им ги доставивте и тие направија извештај. И тука може да се видат донаторите во однос на она што тие го известили. Повторно се појавуваат партиски функционери, поранешни пратеници, функционери, министри, познати лица, повторно се донатори најмногу на политичките партии и според оно извештај на ДЗР најмногу донации собрала ВМРО-ДПМН, двојно помала сума собрала коалицијата од СДСМ предводена, партиите на албанците се со поскромни донации. Значи и тука е наведено на пример дека тоа се партиски функционери, носители на листи и слично. Меѓутоа нас не се случуваше во минатото, на пример да има училишта, општини, државни институции или членови, директори на државни институции кои тоа го прават. Имаше големи злоупотреби. Да не заборавиме автобусите што од јавните предпријатија. Дали очекувате такво нешто и дали имате што би се рекло со сленг намирисано дека можеби се случувало такво нешто, затоа што сега можеме да ги видиме само актуелните пратеници кои што биле. Меѓутоа не можам во овој момент и ние како новинари да најдеме имиња на други донатори. Ама се немаше таква кампања како претходно поради ковид кризата и кампањата имаше сосема друга форма, па и тоа е една околност. Еви добивме и многу помалку приговори во однос на претходните години. Се некако беше поинако. Добро, заради ковид кризата беше и пристапот поинако. Така е. Меѓутоа, кога станува збор за ова што велите вие, можноста да се бризгаат пари на сметката од онаа редовна сметка, која што пак една работа ме чуди. Обично кога почнува избори некако тие сметки беа празни, многу попразни. За да се полнат пак овие другите. Овој пат не наидовте на празни сметки, затоа што нели прагот за донации е многу повисок таму отколку што е на изборната сметка. Тоа е целата работа. Овој пат најдовте пари на сметките редовни на политичките субјекти, за ограничувањата таму се помали отколку што се на изборната сметка. Тоа е целата работа. Дали ќе истражувате како се трошали, дали истражувате парите за рекламирање, бидејќи најголем дел од сумите партиите извојувале за партиското рекламирање за време на кампањата, меѓутоа она што ние сме го забележувале во минатите избори, за отворени сајтови, да речеме, и портали каде што политичката партија ги насочува средствата. Или пак луѓе блиски до партијата од минатото кои што отвориле одредени
најчесто портали, за да може да или пак фирми отворени кои што ќе им работат на кампањите. Тоа, ако ние направиме една шема, ќе видиме поврзаноста и на фирмите, и на основачите на фирмите, и на времето кога се основени, и на политичките партии. Дали до сега имате понатаму да во тој ланец да ставите уште една карика тендерите и тоа е целата приказна. Дали вие сега имате истрага, дали ќе водите истрага на тоа како всушност се одвиело одлевањето на средствата? Дали всушност парите на донаторите можеби на едната и на другата сметка што биле за одредена политичка партија им се враќаат или пак се враќаат на партијата? Тоа јас ви го кажав и кога имавме претходна емисија пред да започнат изборите. Значи се потрудивме оваа година клучните контроли да ги поставиме, да воспоставиме механизми кои што ќе ни обезбедат јасна слика за текот на парите. Значи сега тоа можеме да го изанализираме и можеме да го направиме и само ви кажав, уште една карика понатаму, јавните набавки кои ги добива тендерите и ќе ви биде јасно како се врти кругот на парите. Тоа е тоа. Она што исто така може да е проблем, дали можеби имате сознанија за донации дојдени и од други држави, преку лица во Македонија индиректно, дали тој дел ќе го истражувате? Значи ќе ги истражиме. Ја ви кажав, за среќа имаме информатичар кој ги следеше сите овие трансакции. Се сумираат резултатите. Сега знаете кај нас во исто време многу процеси се одвиваат паралелно, меѓутоа овој процес ќе си има посебно место. Ги имаме извештаите од наблюдувачите, ги имаме работата на банките како оделе трансакцијските сметки, ги имаме податоците од институциите, од Министерството за труд и социјална политика, Агенцијата за вработување. Седние тука останува да се изврши тоа впарување и да се изврши истражување и да се сумираат резултатите. Ние имаме период од 3 месеци сето тоа да го спакуваме и извештај да го доставиме до собранието. Она што пак беше очигледно и можевте веднаш да реагирате и реагиравте во јавноста беше дали се прекршени во кампањата злоупотреби, како што рековте, дали се тоа службени возила, простори и слично, и имавте неколку отворени предмети, имавте за Министерството за здравство кој што отиде на партиски митинг со службено возило на Министерството за здравството и кажа дека тоа го направил затоа што претходно бил в болница. Имаше исто така прекинување на одредени не вработување, туку договори за хонорари во одредени институции, иако се знае дека во време на изборна кампања тоа не може да се прави. Имаше за вработување, за дисциплински постапки и така натаму. Имаше. Значи, вака се, ние имавме 5 приговори од организатор на кампања, од кои што 2 прифативме, 2 дадовме на надлежно постапување, бидејќи сметавме дека станува збор за предвреме започната кампања и сметавме дека ДИК треба да даде одговор на тоа прашање, и 1 отфрливме. Значи, за разлика од минатата година, кој имавме 22 приговори, оваа година дојдоа 5. Меѓутоа имавме 22 приговори на нашата алатка пријави неправилност, што ни е на веб страната, од кои што половината ги обработивме и нема елементи за било што да превземеме, а другата половина се во тек на обработка. Исто така имаше и пријави од да речам од лица, од службени лица, од одредени институции кои што се жалеа немек за дисциплинска постапка дека се води во изборен период и така натаму. Ние доставивме наше мислење до тие институции и тие постапија соодветно на мислењето. Дали например генералниот секретар на владата Рашковски имаше една пријава? Имаше пријава, ние кажавме дека треба да го одложат постапувањето, имаше реакција од негова страна, меѓутоа ние го дообјаснивме. И дали го одложа постапувањето? Па сега не знам за ефектот по второто наше обраќање, не сме добиле уште едно писмо од таму, меѓутоа уште еднаш го кажавме и ги образложивме членовите кои што нели тоа го регулираат, за да биде јасно. Али она што е хит оваа година, што беше навистина хит, беше настап пред објект кој што се гради, кој што изградбата е во тек. Зашто? Затоа што во законот забраната стои дека е забрането да се има јавен настап за копање темели или за сечење лента, за кое што бевме сведоци во изминатите изборни периоди колку беше тоа често. Оваа година се најде законски пропуст, односно недореченост да речеме, и најчесто политичарите, оние учесници во политичката кампања беа сликани пред објекти чија изградба беше во тек. Имаше такви примери, например, господин Оливер Спасовски имаше
сликање пред такви објекти. Одеа министри, мисля че и други кои што тоа го правеа. Како ова да се спречи, затоа што факт е дека тоа беше хит во кампањата, меѓутоа тие го злоупотреба на некој начин тоа право што не беше предвидено да биде санкционирано со законот. Како вие како антикорупционери сега тоа ќе го успеете да го... Ние неколку пати упативме апел. Упативме апел до носителите на, еве да речеме, политичката кампања и така натаму, да не прават така, затоа што тоа не е во духот на законот. Значи, ја не знам до кога ние во оваа држава и дали за секогаш ќе треба само со забрани да ги решаваме работите. Или ќе треба малце со, нели, повисока свест. Очигледно свеста ја немаше за овие избори. Значи треба малку повисока свест, а не со надитрување и надмудрување. Значи во 5 до 12 не се истакнуваат резултатите за да се влие на гласачкото тело. Има доволно време, има доволно период и се гледа курсот на било која влада, значи на владата која што е на власт, се гледа курсот на власта во кој правец оди. И луѓето тоа го знаат. Нема потреба во последен момент да се излегува пред проекти кои ќе изградба во тек. На крајот на денот, тоа е државна работа. Тоа им е нормално да го сработиле, а они сакаат да се промовираат во за партиски цели. Значи, дали му кажавте дека е чудно што во двојката беа сконцентрирани носителите на двојката, а функционери во владата и можеби не отишле со години во одредено село или место кај што е објектот, ние тоа го гледавме како медиуми. Меѓутоа, вие не можете да пропишете казна за таквото однесување. Апелот очигледно не го послуша. Да, меѓутоа сепак би кажала дека не е се да биде напишано во закон. Етичкото однесување на политичарите е многу важно. Со тоа тие го даваат и тонот во цела држава како треба граѓаните да се однесуваат, затоа што нивните поддржувачи имаат модел на однесување. Ако лидерот на политичката партија се однесува со висока свест и етички, и културно и над секоја ситуација, тоа ќе биде модел како да се однесуваат и неговите поддржувачи понатаму. Дали ќе влијаете на измени во изборниот закон и токму за ова прашање кое што беше навистина проблем, затоа што и Опсе Одихир укажа во извештајот дека на брзина се донесени измени кои што можеби не се толку добри. Ние имаме предлози и мислам дека би требало по конституирање на собранието да се изнеде политичка волја и сила веднаш да се пристапи кон измени на изборниот закон, дотолку повеќе што локалните избори не се пред врата. Времето брзо си оди. Следната година се локални избори. Така што мислам дека треба убаво да се пречисти целиот изборен законник и да се расчистат многу дилеми што постојат во него. Она што остана нерегулирано беше изборниот молк во однос на тоа дека порталите можеа да објавуваат до последниот ден билбордите останаа на улиците, традиционалните медиуми може да се соочат со казни. Вие рековте дека ќе се проверуваат и средствата што ќе завршат и во медиумите и во порталите кои беа пријавувани, уште на почетокот проверувавте колку се податоците за нив до нас се доставуваат такви податоци, точно. Дали имате некакви конкретни можеби резултати од ова? Немаме конкретни, ви кажав, значи имаме 3 месеци да ги обработиме сите резултати, меѓутоа пак е повторам свеста и етичкото однесување и културата и почитувањето на едни со други. Значи во 5 до 12 не се влие на гласачкото тело од било кој аспект. Има доволно време, 3 години, 4 години, колку и да бил тој мандат, има доволно време да се види во кој курс работела таа власт. И за крај, дали имате уште иницијативи за преиспитување на работата на одредени функционери кои што не можевте да ги направите заради тој период на распишување на избори кои што ќе уследат деновиве или ќе одите на одмор? Па конкретно ќе одиме на одмор, меѓутоа комисијата останува во функција, но како и да е по годишните одмори ќе имаме седници на кои што ќе обелодениме и други интересни теми. Што бе актуелни. Да, се надевам дека бидејќи рековте сами се на некој начин сте биле спречени од февруари навака да ги отварате овие прашања. Да ги затвараме. Тие си биле отворени, работата беше јавно да се затворат. Знаете, ние кога почнавме минатата година, буквално почнавме истиот ден кога се распиша изборите, ние моравме да работиме, моравме да постапуваме, меѓутоа тоа беше протолкувано на еден начин дека ние сакаме да правиме влијание на едната или на другата страна и бевме криви и за едните и за другите. Значи неаме таква намера, неаме намера да влијаме никому,
нас ни е само да си ги расчистиме пријавите што дошле до нас, но и да постапуваме тематски и глобално на одредени крупни прашања кои што значат законска корупција, кои што бараат подетално, подробно разгледување на законите. Тоа мислам дека ќе ни биде поголем фокус од се друго во наредниот период. Ви благодарам за интервјуто во таа тема. Благодарам за вниманието, останете со програмите на Тилма, а ова е всушност и последното издание на топ тема за оваа сезона. Ке се видиме со нови изданија на оваа информативна емисија некаде во септември. Имајте убаво лето.